Поранше министер доктор Филипче, почитувани колешки и колеги пратенички и пратеници, почитувана македонска јавност. Ова е анкетна комисија која што треба да утврди политичка одговорност за скандал кој го добивме благодарение на ентузијазмот на две новинарки и кој отвори една тема која што не е нова во македонското општество, ниту е баук, туку представува 30 годишен реликт на еден систем во распаѓање на една заробена држава во која што мокните го прават тоа што можат, а слабите тоа што им преостанува да го прифатат. Јас не сум доктор по професија, доктор на науки сум, но не по медицина, и сметам дека секој кој што ја носи титулата доктор мора да си ја следи доследно Хипократовата заклетва и оттаму, поранешен министре, јас ви се обраќам како доктор и како човек кој што мора да брани етиката, бидејќи овде станува збор и во прашање се животите на многу невини луѓе, не им ги знаеме имињата, но индициите зборуваат дека има простор да се сомневаме за сторени злоупотреби кои што ги учинеле здравјето на македонските граѓани. Ова не е политичка тема од која што сакам некој да има поени. На ова нема гладиаторски да се бориме. Но ова има основа да се сомневаме дека треба сериозно и длабоински да го испитаме системот, врз основа на кој што ќе донесеме заклучоци. Дали било кој во Македонија направил лична корист на сметка на здравјето на пациентите и која е улогата на плуралното општество и на демократијата која што воведовме пред 30 години, доколку се служиме со механизмите на еден тоталитарен систем. Барем тоа се прашањата што мене ме окупираат. Оттаму, не можам да навлегувам, повторно ќе кажам, стручно, медицински. И длабоко се извинувам на сите пациенти и на сите болни во Република Македонија, кои ова го доживуваат секојдневно и го преживуваат на еден, не можам да замислам каков начин. Но ние треба на вистина да се одважиме и да ги поставиме точните прашања врз основа на кои ќе можеме, како што веќе кажав, да донесеме одредени заклучоци. И уште еднаш апелирам до основното јавно обвинителство да почне да си ја врши сериозно работата. Власта се менува, животот тече, но некои работи нема да останат заборавени. Тоа ви го ветувам. Оттаму, министре, моето прво прашање до вас е: дали одредена или одредени веледрогерии ви го диктираа барањето за набавка на биолошка терапија, а не клиниките и нивните, како што веќе утврдивме, непостоечки стручни колегиуми? Второ прашање. Дали согласно членот 92а од Законот за здравствена заштита направивте образци за водење на евиденција на медицинска опрема? Дали можете да ни кажете нешто повеќе во врска со тоа? И моето трето прашање е: на 25.6.2021 година, додека вие сте министер за здравство, Нехат Нухи станува организацијски директор на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за радиологија и онкологија. Дали сметате дека добро си ја вршал работата? За сега толку.